Ферплей е она што вие го следите и ова неделно попладне на Телма, а мене ми е задоволство да ви посакам добре дојде. Спортската тема која е на нашиот распоред викендов е џиу-џица. Минатата седмица тројца македонци се надпреваруваа на турнирот Genova Open, кој за нив е важен затоа што добар пласман им носи значајни бодови, односно подобар ранкинг на светската листа. Епа во Италија најуспешно мина настапот на нашата Катерина Ацевска, која освои сребрен медал во категоријата над 70 килограми. Денеска покрај тоа што ќе зборуваме за низината кариера и успеси, ќе зборуваме и за релацијата која ја имаат таа и нејзиниот татко, бидејќи тој истовремено е и нејзин тренер. Очекувам интересни детали и убаво дружење и затоа ве канам да ја слушнете и видите приказната на Катерина и Александар Ацевски. Интересен и успешен тандем на надпреварувачка и тренер, односно ќерка и татко се моите денешни гости. Така што интересни се надевам ќе бидат деталите за тоа како овие двајца луѓе успеваат да балансираат меѓу професијата и приватноста и при тоа да ги постигнуваат успесите кои што секако никој не може да ги избрише. Ова е спорт, овде има бројки, резултати, така што е многу мерливо колку некој вложил труд и енергија за да стигне до нив. Задоволство ми е во Ферплей за прв пат да им посакам добре дојде на Александар и Катерина Ацевски. Здраво. Здраво. Ви благодарам што сте овде и тоа многу брзо, само неколку дена по вашиот пат и настап на Genova Open. Таму освоивте сребрен медал, за што уште еднаш честитки и веднаш прашање какви се впечатоците од таму. Има ли малку разочарување зошто не е злато или сме задоволни што е сребро? Задоволна сум затоа што сепак донесов еден медал. Сепак сребро си е сребро. Можеше и злато, не викам не можеше и злато. Ама ајде, да се надеваме следен турнир дека ќе биде злато. Категоријата твоја е 70 плюс 70. 70 плюс килограми, а сега имаш 19 години, ми рече, уште малку 20. Во сениорки. Овој пат во сениорки. Чувството какво ти е, реков, резултатите и бројките се овде, но дали беше тешка конкуренцијата? Ги знаеше ли овие противници кои што сега ги имаше од претходно? Да, секогаш се знаат, имаме посебна спорт дата. Селекција, така. Се наоѓа, може да се најде. Ги има надпреварувачките уште со денови, со недели уназад. Може да се видат кои се на ранг листа, од каде се, име, презиме, се до детал. Така да јас ги знаев надпреварувачките, со некои си имам најдено на борби. Тешко, секогаш е тешко. Трема, страв, притисок, да, такви работи. Нова ми беше швеѓанката. Со неја се немав сретната. И ете, си се покажа, сама изгубив од неја. И тоа. Добро, ќе има нови денови за повторни средби, така? Ќе има нови средби, и нови борби. Тренерот како е задоволен? Тренерите сум задоволен. Секогаш тука се да речат, секогаш може подобро. Сум задоволен. Фер борба со швеѓанката дефинитивно беше, меѓутоа една чудна борба каде што ја навистина очекував дека Катерина ќе победи, од причина што швеѓанката беше пријавена од минус 70 влезе во плюс 70 и ние која правевме стратегијата, онака швеѓанката воопшто и не ни беше тема на разговор на мене и на Катерина. Се фокусиравме на Австрија, пошто девојката е прво 35 годишна, овој беше последна борба у сениорки, понатаму она оди во мастерс, има преку 100 кила и е четврта на светска ранг листа. Она ја победи со фул ипон 50-0, многу брзо за 2 минути ја победи. Италијанката, се концентрирав и на италијанката, пошто беше на домашен терен се бореше девојчето, па моравме да правиме некои стратегии доколку има некое влијание таму од публика, од суди и така натаму. Украинката се немавме сретнато со неја, мислам и со украинката, млада, енергична, она беше повеќе исплашена од украинката, па ајде да правиме стратегија со украинката
и на крај сите ги победивме, а изгубивме од Шведска. Некако фер борба, повторно ќе кажам, немам ја никакви забелешки, меѓутоа нејзиниот тренер најверојатно имаше направено подобра стратегија од мојата и многу е важно да се знае дека се борат секој со секого. Значи не можеш да поминеш некако да бидеш слободен у прво коло, па да имаш некоја не знам каква среќа, па да избегнеш некој добар борец. Мораш сите да ги победиш да бидеш прв. Овој медал и то како ни значи нас од причина што КТ е се уште јуниор, а се бори во сениори. Така. Се пријавуваме во сениори, таков ни е планот и до крај на целата оваа година. Повеќе бодови, подобар ранкинг, така? Ранг, едноставно да биде за оние кои не гледаат. Од причина што КТ во јуниори во моментов е 7 на планетава, да. А во сениори е во моментов 23-та, очекуваме сега да влезе во топ 10 со овој медал. И тоа да го објасниме што ќе значи ако влезе во топ 10, во смисла на сите следни надпреварувања, ќе биде за неа полесно или потешко? Ќе оди да се надпреварува со уште подобри и посилна конкуренција или како? Видете, џиу-џицуто настапува на светски игри. Светски игри се, да речам, да бидам вака да ме разберат гледачите, олимписки игри за неолимписки спортови. Тоа го организира Меѓународен олимписки комитет и важат истите правила како и за Олимпијада. Да. И само првите 8 во светот во категоријата ќе можат да учествуваат таму. Сега нашиот план, значи некој прави на месечно ниво, некој на 6 месеца, ние веќе планираме за 20 август 2025. Ќе мораме цела 2024 да се концентрираме, додиме на ранкинг турнири, европски светски првенства, и тие се ранкинг турнири, G1 турнири, Парис Опен, Герман Опен, тие што се навистина моćни турнири, за Тајланд. Да соберете бодови да собереме бодови, ако успееме, ако даде Господ, значи на 20 август 2025 да успееме како држава да отидеме на светски игри. Разликите може ли да ме ги објасните меѓу бразилска џиу-џица и џиу-џица? Постојат ли кои са, затоа што досега имав искуство со гости кои се занимаваат со конкретно бразилска џиу-џица? Видете, џиу-џицата што ние работиме е признаена во европски светски рамки, со европски светски се разбира првенства и така натака, се работи еден борбен систем, не се работи само борба у партер, мораш да имаш познавање од карате, каде што е прв дел, мораш да имаш познавање од джудо, каде што е втор дел, и мораш да имаш познавање од бразилска џиу-џица, каде што е трет дел, или во светот позната како неваза. Значи, во целиот свет, па така и кај нас во Македонија, џиу-џицата се работи во два правци. Едниот е само одбраната, а она изворното, каде што некој што нема афинитети да се занимава со професионално со џиу-џица, да може барем рекреативно да за своја самоодбрана или да запише дете, девојче, машко или сам да се запише да учи кондиционо да биде спремен, се разбира и за самоодбрана. Меѓутоа, она што го бара светот од нас, она што го бара Македонија, Агенцијата за млади и спорт, е токму спортскиот дел, каде што ние активно сме веќе неколку години назад, десетина години актуелни, а тоа е спортскиот дел. Тоа е сосема една друга димензија. Едноставно таму има борба, надпреварување. Таму има борба, таму има надпреварување, тоа се зборувам европски светски првенства, каде што има преку 2000 борци и како што кажав и пред малку, светските игри се круна на сето. Едноставно кој спорт учествува на светски игри е и кандидат за олимписки игри. Знаеме дека олимпизмот е највисока точка. Така да КТ, да речеме, сега КТ е во студио, јас сум селектор, имам и други деца, меѓутоа КТ ќе спомнам, мора да тренира карате, па морам ја да ангажирам и дополнителни тренери, мора да тренира и джудо. Зашто е сублимат од неколку техники, според ова што ве разбрав? Така е, од неколку техники и мораш да имаш познавање во сите тие техники за да можеш да достигнеш некои височини.
Сега Кате ќе ми објасни како таа лично, бидејќи верувам дека секој си има свои посилни или послаби страни, секој надпреварувач се разликува и по конституција и едноставно по афинитет, талент кон одредена работа. На кој начин ти најмногу сакаш и најлесно доаѓаш до поени? Значи, кои се, поедноставно кажано, најјаките страни на твојата техника како надпреварувач? Да речеме, првиот дел, мислам дека не само на мене и на секој друг џиу-џицу борец, му е првиот дел најјаката страна, затоа што е според мене најлесно да се направи еден поен таму. Потешкиот дел е џудото. Тука треба убаво да се подместиш, убаво фрлање да се направи. Најјакиот дел ми е првиот дел. Џудото, да речеме, иако е најтежок дел, солидно го владеам, според мене, а бразилската џиу-џицу, третиот дел, ми е послаба страна, ама се снаоѓам. Прв дел, уште малку само објасни ми го, какви се тие техники? Каратето? Ударите. Добро. Првиот дел се удари. Значи Со нога, тука со рака. Да. удари со рака, така? Со нога, со рака. И со и со нога рака, може, да. што исто тука, што ти е по силна страна, рака, нога? Рака. Рака? Рака, дефинитивно рака. Да, затоа што многу се рака. разликува. Знам дека Се разликува. Добро, со нога не е толку контролиран удар. Сепак, ама рака си е рака. сега гледам дека на две борби, значи против италијанската надпреварувачка и австриката, имаш максимален учинок. Значи резултат гледам 50-0. Ајде и ова да го објасниме за гледачите, како се доаѓа до оваков тип учинок. Како и во другите боречки вештини, еве ја за џиу-џицуто ќе кажувам. Има поен што се вика ипон, значи тоа се два поена чист удар, во каратето е чист удар. Она ако зададе удар во глава или во тело со нога или со рака да е чист удар, судијата дава ипон 2 поена, ако е во џудо фрлањето точно прецизно баш како што треба во џудо, повторно е 2 поена ипон и доколку направиш полуга или гушење доле, доколку да речеме противничкиот борец тропне ја предава борбата, исто добиваш ипон. Во тој момент борбата завршува и се доаѓа до учинок од фул ипон или 50-0. Да. Тоа е така направено од многу проста причина, затоа што мораш добро да ги владееш сите три дела. Доколку дојде некој каратист, така да се изразам, или џудист во џиу-џицу, он ќе тежне е само да се бори во првиот дел. Добро, тоа да, меѓутоа он може да направи и 20 и 30 поена во првиот дел, меѓутоа мора да се бори и во втор дел, мора да се бори и во трет дел, и во џудо и во бразилска џиу-џица. Е тука или ќе дојде џудист, па ќе инсистира да биде борбата цело време во вториот дел. Значи, во ниеден момент борецот, тоест еве да речеме во овој случај Катерина, и да губи 24 и 34 и 36 да губи, борбата не е изгубена. Можеби ќе и фали само едно фрлање во втор дел, можеби ќе и фали еден добар удар во прв дел. Тоа всушност ги прави нештата поинтересни, поинтересни и борецот што е спроти неа не смее да се опушти, да гледа дека има уште 15 секунди до крај, да рече, он води 25 према 6, да рече за 15 секунди Катерина не може да ме стигне. Борбата може да се сврти и во последните 2 секунди и тоа многу често се случувало и на неја и се случувало како понеискусна, сега она истото го прави и на други надпреварувачки. Така да, ако сакате да сте сигурни во една борба, да не зависите од никакви казни, од никакви судиски грешки и така натака, најдобро е борбата да ја завршите
работата ваша да си ја завршите со фул и пон. А Максимален тоа кажува учинок. и во очите на другите тренери, во очите на судиите, сепак одиме на европски, на светски првенства. Да имаат респект, така? Да имаат респект, фул и пон, значи еден крајно сериозен резултат каде што не може никој да ви помогне веќе. Тоа е завршена работа. Дали татко ти е едноставно построг кон тебе, дали повеќе бара од тебе, например, во споредба со другите тренери, или не чувствуваш разлика во таа релација? Не се чувствува разлика. Како се третирани другите деца, така сум третирана и јас. Што им е дадена на нив задача, таа ми е и мене задача. На 10 годишна возраст само изрази желба. Никогаш не била на сила стајана у кола, облечено кимоно. Изрази желба еден ден, почна и таа приказна трае буквално до вчера, ноќеска дојдов од пат. Така да тоа е тоа на тренинг. Природен процес. На тренинг она си е веќе и тренер и со има и свој клуб, ќе почне во септември со своји дечиња да работи, да почне малку и у тие води, почнува и за судија да учи, преку судиските правила се пронаоѓа и кај ги прави и она грешките, има ситници што не може секој тренер сите милион работи да ги знае, така да се отвара патот. Кај вас и тие работи ги читав дека има, се разбира, различен тип на појас, во зависност од тоа како напредуваш, но видов и дан, што, например, дановите како такви, со нив се сретнавме кога зборувавме на тема аикидо, например, во Fairplay. Така што, може ли ова сега да ми го објасните како се заслужуваат сите тие... Во делот на самоодбраната се доделуваат појаси. Значи, ние во нашата федерација 25 години наназад имаме полагања во мај и во декември. Имаме програма по која што децата работат техники за самоодбрана од жолт појас до 10-ти дан, да речеме кај нас најголем дан во овој момент, ете, така имам јас, не е тоа воопшто важно сега. Меѓутоа, од жолт појас почнуваат децата да напредуваат и се оди, значи, со ранг како ќе се ги научи секој техниките. Тоа е во делот на самоодбраната, меѓутоа тоа никако не е поврзано со спортскиот дел, ама никако. Поред ова, за да човек би можел да биде тренер, од таму и се инспирирав за прашањето, не мора неопходно да има одреден тип на појас или дан според вас? Има, мора да има. Ето така, тоа е многу важно. Значи Катерина ги има за да може да работи сега веќе. Катерина е во овој момент кафен појас, полагањето во декември го испушти од оправдани причини. Меѓутоа, ние не сакаме да доделиме црн појас така само на хартија. Ајде, нека биде тоа. Ние сакаме црниот појас да го направиме свеченост. Да има добра комисија, да има публика, да има луѓе да гледаат, да снимаме. Ама и заслуга. Заслуга да остане трак, зашто знаеме, навистина, не е тоа тема на разговор, меѓутоа многу боречки спортови, па како се делат тие појаси. Па затоа јас си ве прашувам. Така, да речеме, не е честно, нели? Да ви биде вака малку појасно, јас во овие 24 години поточно имам дадено само 4 црни појаси. Тоа е малку и поразително за мене. Ама од друга страна е добра вест за да се знае дека не може било кој. Да, не знам сега тоа колку е добро или не е добро, ама е појако од мене. Значи имам дадено само 4 црни појаси. Кате ќе биде петиот. Сега има многу кафени појаси, има многу плави, илјадници, меѓутоа многу е тешко се прекршува тука, многу е тешко да се дојде до тренер. Прво е во секој спорт тешко да задржиш сениор. Знаеме од која причина. Зборувам за индивидуалните спортови и зборувам за боречките спортови. Значи многу е тешко да задржиш сениор. Полесно е во спортовите екипни и во спортовите со топка. Значи таму има екипи со по 20-30 луѓе. Сепак друга работа, топката е поинтересна за детето. Полесно го задржуваш. Полесно е за тренерот кога е топка во прашање. Вака кога нема топка мораш да најдеш ти свој начин како да го задржиш тоа дете. А посебно ќе се вратам како да го задржиш сениорот. Не му плаќаш,
како во некои други спортови кога е платен па мора да биде во клубот, не му плаќаш, се потешко и потешко е. Во Македонија е број 1, ќе излезе во Европа е последен. Се потешко и потешко го задржуваш сениорот. Така да кај девојките па е друго проблемот. Станува сениорка се мажи. Станува сениорка се иселува од државата. Станува сениорка се вработува. Нема време за тренинг. Или станува мајка, секако и тоа беше игра четврто. Да. Раѓа дете, оправи 2-3 години пауза, се враќа и најважното и за машките и за женските повреда. Значи, како да ви кажам се, тоа па во сите спортови е хендикеп. Ќе достигнеш некоја светска слава, една повреда ти ги крати сите сонови. Да, доброто сега, генерално во спортот. Да, на светско ниво спортистите се заштитени. Одма е вработен во полиција, одма е вработен во армија, значи државата се грижи. Кај нас во овој момент таков статус спортистите немаат или ретко имаат. Ќе се повреди, државата одма го заборава. Имаме многу олимпијци, многу светски шампиони што кога ќе видиме некоја сторија во како живеат е пораз како да ви за кажам сега. Да. Тоа се тие проблеми, затоа и сениорите тешко остануваат сега. Јас да речеме како татко, па евентуално можам малку да форсирам, меѓутоа има луѓе што кај нас во клубовите и имаме многу бенефити и ретко се плаќа чланарина, како да ви кажам. Зборуваме за една федерација малку поинаква од другите, верувајте. Немаме 25 клубови. Значи, не е таа масовност, не е тој концепт на функционирање. Не е тој концепт. Може би веќе ја и годините ми се такви кога бев помлад, се борев да имам 100 члена, 200 члена. Сега 5 ми требаат, како да ви кажам. Значи, 5 да ги однесам сега у Белгија, да ги однесам у Словенија, да направат резултат. Сега луѓето така форсираат, колку членовите имаме, то па ставаат спонзор на клубовите, на федерациите. Не целиме на бројка. Има федерации со по 50 клубови, ние имаме 8 клубови, значи ние можеме утре да отидеме во централен регистар да регистрираме уште 10 клубови, меѓутоа не е тоа што тие клубови кога нема да работат како што треба, така да на друг принцип идеме, другарска варијанта, како да ви кажам. Дисциплина. Пазете, да бидеме јасни, не продаваме кимона, не продаваме суплименти, не продаваме тренерки, мајци. Агенција за млади и спорт ни дала тренерки, ќе ги облечеме, не сакаме да се двоиме нешто сега. Не продаваме чорапи, патеки. Така, идеме на една другарска. Патуваме со возило, со 2 возила, ќе влеземе 14 деца со 2-3 родители. Така да е малку другарски, да е забавно, да е без пари. Некогаш настранците на другите надпреварувачи знаат да им биде дури неверојатно кога ќе видат како голем дел од македонските спортисти ентузијастички пред се доаѓаат на некој големо надпреварување и на крајот и заслужуваат медала. Па така беше и у Франција, едва стигнавме. Да. Сакам да ви кажам, така некако со своји сили, со своји средства, спонзори, немаме единствен ветор во грб ни агенција, да речеме ваучерите и така натаму, и некако се сноѓаме. Мислам, тоа се стварно ситни суми, да не ги спомнуваме. Да, разбирам што не може да покријат сезона или... Никако. Ваучерот не можеше женова нас да ни го покрие. Меѓутоа, патриотизмот е нешто сосема друго. Значи, она што ние сакаме да го направиме како добар резултат, па потоа да слушне и државата за нас, па ако успееме нешто. И сега, затоа и целиме на светски игри. Значи, кога ние би стапнале на светски игри, веќе тука е... Целосно по и нашиот статус и тоа што го рековте, респектот кој останатите ќе го имаат, дека ние сме дел од тоа тука беше друштво. Олимписки комитет ќе се заинтересира, Агенција за млади спорт повеќе ќе се заинтересира, другите федерации. Па може би и други спонзори, зошто да не, затоа што во спортот кај нас многу ретко приватниот сектор партиципира или учествува посериозно. Има примери, секако има примери, но или кај што има интерес. Пак ќе повторам, спортовите со топка се и за спонзорите малку поинтересни. Многу членство влечат, многу баби, дедовци, тетки, мајки, татковци. Друго, кога се борите за да бидете прв на табела, увложувате средства први да бидете. Ако сте втори, пак ќе да бидете први. Ако сте последни, за да не испаднете. Ако испаднете, да се вратите у прва лига. Кај нас нема тоа. Плюс, ние, јас на едно борилиште 10 на 10 излегувам со едно дете. Се зависи од мене и од детето, повеќе од детето. Сега тука ако изгуби, дали да видиме тоа како ќе го поднесе родителот, па спонзорот како ќе го поднесе. И од таа причина мислам дека не сме интересни за спонзорите. Малку е потешко, малку е Каде ќе одите џиу-џицу, спонзорот не може да изговори џиу-џицу, а не да даде пари.
И така сега тоа се тие реални работи, меѓутоа не е ништо тоа, ние идеме Одите понатаму, одиме да. понатаму. Ако стигнеме до кина, до светски игри, ќе биде многу интересно. Како вие двајцата се однесувате после борба и двата примери да ми ги. И кога е било многу добро, и кога ќе изборите добра победа, и кога ќе претрпите така тежок пораз. Спореди ми ги овие две ситуации. Има ли нервоза? Кој од вас двајцата повеќе реагира, побурно реагира, еве? Објасни ми малку околу тоа. Мислам дека он како тренер повеќе реагира, нормално има и нервози, има и ајде идеме дале, нема разочарувања. Кога е тесен резултат, тогаш кога се губи, тука се ствараат нервозите, кога има едноставно има шанса за победа, блиско е победата и губам, тука се ствара нервоза, што е нормално за секој тренер. Кога победуваме, тоа се слави, тоа се... Има славие? Има. Да, знаете добро да прославите? Да, секогаш се слави, прече частење, прослава едноставно, има, да. Не сакам да пропуштам, имате уште една керкичка? Да. Се занимава со... Се занимава, почна од минатата година. Меѓутоа помалечка. Помалечка, 7 годинки има. Меѓутоа почна со нас на турнири да иде, не се плаши, храбро се бори. Храбра е? Баш онака чудно и празник за очи е кога се бори, прави и победи, меѓутоа пошто е 28 килограми и ретко наоѓаме категорија, па секогаш иде у некоја повозрасна категорија, па таму кој ќе отидеме па губи, ама интересно е што она е толку мала, сега е прво оделение почнува да пишува, да учи букви, па она кој ќе излезе од борба, па прашува дали победив или изгубив. Добро, па не е уште јасно како не е што. Јасно. Па сега како да лажеш дека победила ако изгубила, па ќе кажеме дека изгубила, па плаче, па кој ќе победи, па ќе се радува. Мислам, ама онака баш е храбра и ако даде Господ ете катет, понатаму ја како ќе излегувам од спортот. Ќе продолжи да и помага. Па да продолжи Не, како уште тренер. сега, чекајте, уште сега мене ме интересира. Тренирате заедно? Да, тренираме. И како оди тоа? Еве, по што се разликувате, например, карактерно, по теркот на тренирање, на работење? Мирна е, дисциплинирана, не прави проблеми, како ќе се каже на тренинг. Да. Како постара, како асистент тренер, како се слуша, се си е на место. Среќа па има талент. Има талент, како се бори, како Да, лав. се бори како лав, навистина. Многу сваќа, многу разбира кој ќе се каже и она сега тука е, не е нешто да деконцентрира или нешто да прави нешто што не, значи тука како ќе се каже, тоа го зацртава во глава, тоа ќе го исполни, прави, има ја у Словенија минатата година ја носев, таму злато зема. Значи пак ќе кажам, 1000 километра. Може. 1000 километра сега едно дете да го седнеш у кола да го возиш. Како да ви кажам, ама издржува, стварно е добро. Се имаме и други деца. Јас во Италија носев уште 2 деца од Штип, да речеме. Да. И тие деца добро се борат сега, не дека и другава ми е ќерка, меѓутоа, ете, наоѓам време и дома имам сала направено, па со Катерина ќе извежбаме. Да, со токмак, со бугарска вреќа, со анатомска тоби, така тие работи, да речеме, затоа јас секогаш апелирам до родителите, мора да одвојат време, значи сега јас дома како родител можам неа да и кажам, кате стани, дај да видиме, да повежбаме. Дополнително тренирање, така не е доволно само... И тој и тие 2, 3, 4 тренинга у неделата, 2 ќе пропушти, не можел. Пак ќе речам до родителите, мора родителот ако сака од малку детето... да ги мотивираме и инспирираме. Вие убаво објаснивте околу топката, атрактивноста на дел од спортовите што децата ги сакаат, тие и доминираат и во медиумите и насекаде. Зошто, еве, едно ваше мислење, зошто еден родител да одбере, например, не фудбал, не кошарка, не друг спорт, ќе го однесам детето на џиу-џицу? Па јас, ако сакате вака сега да бидам дали искрен, да бидам Искрен сакам да бидете максимално. Па мислам дека
на боречки вештини или ќе најдете деца што се онака баш фанатици што сакаат фајт, Добро. или деца што пробале фудбал, не знае да оди, пробале кошарка, не знае да шутне топка, пробале се и не се пронашле никаде, па ете малку со ние тренерите на боречки вештини да можеме малку да ги зацврснеме пред се психофизички, па потоа кондиционо. Значи ретко ќе се најде во, барем јас зборам за џиу-џицата, дете што го бива и за други спортови да тренира џиу-џицу. Родителите се одлучуваат за спорт со топка од пред се, да речам, прво и најосновно од нивните комплекси. Како ќе шутне детето топка, одма да биде Роналдо. Значи нема на второ или на трет, одма да биде. Другиот ден да биде Роналдо. Катарина иначе е во сега да не ја шириме темата, е фудбалски голман во прва лига, брани во моментов. Истовремено? Истовремено. Чекајте, како да не ја шириме темата, значи. 7 години беше овие детали ни треба. 7 години беше во Борец Велес. 5 години е во репрезентација фудбалска. Чекајте, ве молам кратка пауза вие да ми објасни како ова девојче издржува. Значи вака сега. Голман, џиу-џица што објаснивме дека се неколку истовремено различни вештини. Джудо. Да. Факултет, спомнав. Не знам, приватност, некои други работи, мене ме интересира комплетниот распоред. До пред година дена фрлаше копие, сите рекорди ги сруши. Судење, копие. Чекајте, луѓе. И така. Дали тайм-аут да барам или да барам минути што за емисијава треба да решам? Да биде само фер плей. Да биде фер плей секогаш. Сериозно, ова се навистина интересни детали. И сега она потпиша сега пред месец дена во Речица, брани во Куманово, исто во прва лига. И ти си патуваш на тренинзи? Па патуваме, да. Патуваме. И добро, меѓу сите овие нешта, ете, фрлање копје, бранење во фудбалот, џиу-џица, и си имаш фаворит. Значи, џиу-џицава, оке, најактивна си, очигледно. Меѓутоа, некако кога ќе ги споредиш, како е ова распоредено во твојата глава? Џиу-џица број 1. Број 1. Број 1 ми е. Да, нема што да лажам, нема што да крием. А добро, во светов на голманиве како влезе? Што знам, што од почнала мала, во кај нас во Населба, во Драчево, во клубот Џиџи. И кој забележа дека за тоа те бидува? Па забележа Добре Димовски, селекторот. А Добре Димовски не е за подценување неговото мислење. Така е. Не е било кој во... И така си почна да браниш. Па ја земаа во репрезентација, па ја видоа од Борец Велес, па потпишавме таму, 7 години таму, патувавме и брани до ден, па ја земаа во репрезентација. Па сега потпиша за Речица пред месец дена, почнавме сега у март, почнува втора сезона у женска фудбалска лига. Како постигнуваш? Дај кажи ми, не сериозно ми е прашањето. Како постигнуваш сето ова? Не ти е премногу, не ти е пренапорно? Не ти доаѓа некојаш преку глава? Ми доаѓа напорно, нормално дека доаѓа, ама како спортист морам да се откажам од некои работи. На овие години зборам забави, излегувања. Поретко се излегува, повеќе се посветувам на тие некои работи што ми се приоритети. Мора, како еден спортист, мора да се откажам од некои работи. Добро, во целиот овој распоред веќе имате планови, програма за годинава што стартуваше и бога ми набиен распоред. Не, како што мене ми изгледа, има и доста патувања, има надпреварување и надвор од Македонија и во Македонија. Кои се за сега плановите? Победи секако дека сакате, меѓутоа како го темпирате сето ова? Дали што од сега веќе сте во полна ова подготвителна? Па нас ни е планот направен веќе за година и пол однапред, во повеќе аспекти, кондициони, тренинзи, исхрана и така натака. Целиме на август 2025 Кина светски игри, ако даде Господ да отидеме. Следен турнир ни е за 20 дена во Белгија, ранкинг турнир. Потоа имаме тоа е 9 март, 25 март имаме Марибор. Турнирот не е ранкинг, меѓутоа пошто е во Европа многу борци доаѓаат, добро е за искуство. Таму веќе 12 години без престан на тој турнир одиме. Тоа е 24 25 март, сабота недела паѓа. Одма следната недела 4 април одиме на европско јуниорско првенство во Букурешт, Романија. Потоа одиме јуниорско, сениорско во Гелзенкирхен, Германија и завршуваме со Јахорина турнир, пријателско другарски турнир што не го пропуштаме. Тоа е негде на 5-6 јуни.
Значи така некако на Светското првенство на Крит. Не, светското е во октомври месец. Тек е во октомври. До тогаш имаме Сараево Имате време. Опен, имаме Балканско првенство и ако даде Господ ќе отидеме во Грција на светско. Во светско тоа е на Крит. Да речеме прилично ни е блиску, како што ние знаеме да кажеме една граница, па ќе видиме на тоа светско. Во Македонија на турнирот ни доаѓаат ли задоволителен број на надпреварувачи и добри конкуренти? Да, видете, Скопје Опен Успеваме ли атрактивен настан да имаме? Зборуваме за нашиот. Така е. Стана една интересна приказна, морам да признаам, тоа е наше дете, го гледаме од мало, веќе 13 пат поред ќе биде и многу важно, значи да се каже што да луѓето да разберат, на европски календар е турнирот. Значи таму на тој календар нека има 25 турнири од цел свет. Значи на тој турнир е и Скопје Опен. Тоа сме го постигнале со една сериозност, со еден домаќин лук, што со неалчност, како да ви кажам. 9 држави да ти дојдат во Скопје, значи помеѓу кои е една Германија, една Австрија, една Словенија, Турција, Грција, значи има преку 300 борци. Се луѓето пак тука целат да има 500 борци, да има 700, не треба нека има 300, ама нека има повеќе држави. Че нова Опен прв пат после 15 години е со ранг, со статус на ранг. Се надеваме дека можеби некогаш Воиднина и ние. да Скопје Опен ќе дојде турнир со ранг. Тогаш ќе има преку 25 држави и преку 1000 борци. Јас како и секогаш многу прашања имам, но времето е толку овој пат тука кај нас на наш терен. Затоа ќе ви се заблагодарам многу што дојдовте и покрај тоа што нели скоро се вративте од патување и надпреварување. Имате многу убави цели зацртани и јас само ќе посакам да сте добри, живи, здрави и да ги исполните. Нашите врати се отворени за вас следниот пат и со најмладиот член на вашата фамилиарна екипа. Благодариме. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Ми беше драго, навистина емисија за респект. Некако ни е чест што сме во оваа емисија, некако така и пред емисијава малку поразговаравме и така некако би објаснил. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Се надевам дека ваквите убави зборови и мислење успеваме да ги оправдаме. Ако е така, знам дека нашите гледачи ќе бидат повторно со нас и следниот викенд. Ви посакувам на сите вас да бидете добри, насмејани, расположени и повторно да се видиме следната недела на Телма. Довидување.